Здраво живо, поздрав од Кафе Бар Јард. Продолжуваме со емисија за Куманово, 59-та поред емисија. Малку студено време, али ми работиме што вика Кумановци с пуно паро. Денеска наши ваш гост е соколанско дете. Ке ја слушате детајно за Соколано и за негову богато кошаркарско кариеру. Сашо Дијановиќ или Соколанац га вика. Сашо, здраво живо, како си? Здраво. Добро, еве, фала на покану. Пред све да ги поздравувам ваши гледачи. Да им честитамо нову годину и се. се. Да им честитамо нову годину, празници Боџињи што преидева, овие што идев. И тоа е тоа. И да има здравје и да заврши овај корона више. Па ја мислим дека ќе пројде овој лудува. Да, и да се дружимо, што вика Кумановци, да седнемо, да си направиме муабет у опуштена атмосферу и у кафану, нормално. Ташно. Кафане забравимо више ко... Да. Али ќе биде боле, сви се надамо. Сега, ми Кумановци треба да се гордеемо. Ја кажа, ти си соколанско дете. Твој татко Боџо Соколанац е бија изузетен, вреден чувар на нашу убавицу, што го вика Кумановци Соколано. И ти си ту израз наја, у тој салу. Тој на некој начин ти е било на тебе и прва куќа, може да кажем. Па, соколанско дете. Ташно дека е мене сала ми е тај била како дневна соба. Значи, татко ми е туи работаја. Бие прво запослен у друштво ДТВ Партизан. После кад се формира едно јавно предпријатие Росрод за стопанисување на сви спортски објекти у град. Значи, после тамо се пребаци с работу, меѓутим, само фирму, иначе тој е останаја до пензију Соколано. Значи, ја у Соколано е бија, значи, толку го е чуваја и одржуваја, куде што после негов одлазак у пензију веќе почна да пропада с ден у ден све више и више. Тој ме највише, да не кажу, боли, куде што моје детинство сам ga тамо прошија, па и неку рану младост. Ајде објаснимо, куде ти е била... била... На крај крајава, како шлак на едну торту беше и тој што отиде и тамо свадбу прави. Да. Нечеше нигде да прави, мада и тој време, 86 годину имаше 3-4 локала у град. Не Искра, не Куба, не Кристал, немаше ни толку овој, али викам, тој ќе прави свадбу, сакам некако да се тој... Да се убаво одбележи тој, да. Ево, пиши ни го ти, Сало, како си го гледаја како дете, тој си раснаја. Нешто вика овие сви бивши кошаркари, сви Кумановци стари, вика, Соколана наша доста мала, необична, ама многу голема е била за тој време. Да. Па, било е овој ја како што. Знам, значи, тој време, кад е била Соколана изградена, значи, имало е само две сале у бивша Југославија. Тој е било Сајмиште у Београд и Соколана. Значи, тој сви, значи, су се одржувале некои утакмице. Сви твои гости га потенцирав зимски турнири, ташно дека зимски турнири су легендарни у Соколано, значи тој што е било за зимски турнири. Меѓутим, у Соколано многу су, можда народ знае, можда не знае, да у Соколано е имало и други културни настани. Пред све, значи, рок група Лепи Сол, значи, прв концерт што се га правиле у нивну кариеру, тамо 72-3 годину, се га правиле баш у Соколано. Значи, Гаро, Владко, Бодан, ради тој што е Бодан по потекло Кумановац, Бодан Арсовски, басиста. Да, чуени. Да. Прв концерт надвор од Загреб, што е правен на парни ваљаки бија у Соколано.
Значи, после беа атомско склониште, стаклено звоно, смак, точак, А народ пуна сала вика. народ, пуна сала. Значи, капацитет на тие концерти и игранки е било негде околу 800 до 900. Толку е капацитет било, толку карти се продаде. Сега ще спомнемо дека луѓе се вика и надвор чекале, вика не сум Да, да да. легнев. Нема шансе да Да. Значи, тоа е било тај гужви за тие зимски турнири и за утакмице кошарку. Сваѓаш. Значи, друго, имаше филм. Мислам дека наше време, Наше време мисло дека наши години мислам дека тако се викаше филм од Слободан Милковски режисер. Па тој едно дејство се одвива од Други светски рат, значи тој негде имаше снимање околу 3 месеца. Значи разни сцене, тој беше преправено како Соколана, како хотел Кристал ли беше, Балкан ли, тако нешто. Значи многу одамна е било. Мада ја не го забрави мисло. Еве, слушам те и ми текнуе одма. Дали мислиш дека може да се Соколана се направи еден убав филм? Може. Со сви сегменти, забава, култура, Да. кошарка, гимнастика. Значи, Тоа би било фантастична работа. Соколана како спортски објектот од спорт у Куманово е од 72 негде до 84 5 6 значи комплетно спорт има. Значи од фудбал почињамо па до карате таму. Значи комплетно сви спортови. Кошарка, рукомет, мужи рукомет, жене, што ќе знам, карате, велосипедизам, џудо, посебно џудо и одбојка, југтурис, значи све имало спорт. Тај Соколана е било поприште на свите тие догаѓања. Првили сме ети мобет, ти викаш, од сабај татко ти го отвори салу рано у 8-9 до навечер до 11, препуно е све. Све. Значи термини су препуни. Сега главни термини, значи порано ги имала кошарка, а после 80 годину, значи кад се отвори спортска сала, почиња полок да заумира ова и останува тamo помали спортови само у Соколана. С водечи спорт што ја останае, тоа е гимнастика. Значи гимнастика е имало од Еве ја ќе покажам прилику некои слике значи од гимнастику. Овој се наши великани 60-70 години. Ваш гостин у емисију Војкан, он е бија добар гимнастичар. Значи он е гимнастичар он е генерација на Вацета, сега е професор. Чувени Ваце, да. Чувени Наковски Ваце, професор у физкултурно у Скопје. Ачко исто. Да. Ачко доаѓа пред едно 3 години од дека за неко вратило и ја ga гледам човека, а ја тренираше туја деца у Соколану и викам ти и представљам му се, знаеш. Ја викам, знаеш име мене? Вика, бе, не те знам ово кој, викам, јас сум Саше. Леле, Саше, ти ли си, знаеш, пошто малте не многу време прошло, а јас само од, значи, они су биле туја врхунски спортисти, свите од сви спорти. Значи, они идев тамо 5-10 години и завршуваме кариера и после нема. А ја остануju. Значи, доваѓа све други генерации. После тој генерација, најболја генерација беше на Новицу, Да, Маријан Јаневски. Балкански, овој треќу Балкан беше на овој од Анкару, Да. на Балканско првенство. Трајче Стојановски, Маријан Јаневски, да. Маријан Јаневски, Тац гимнастичар. Томовски Гоце. Значи, тоа е исто таа генерација, а и Дуле беше... Али Саше, да не го спомнемо, да не го забравимо, прва генерација која е била двигател на гимнастика у Соколану. Да. Столе Поп, Миле Пирц, Дејчо, Да. Звонко Мечка, али све ги водија легендарни чувени, у свако прилику треба да го збориме скаква. Да, Ацо скаква. И сви други, Гоце, Ацо скаква, Свето Аврам, Гоце, Аврам, Дајле, кои су биле... Оско.
Тоа се наши и они легенде. се останале, Да. и они се останале до крају спорт. Значи до Прави радници, прави спортски. радници. Да. С легендарнога Борчета Белета покојно. Да, Исто и Борче оне. Осовко, да. Тоа се тие наши луѓе кои су ги одредиле темели на спорт у Куманово и ми пуно пати јас некои луѓе полемизирам, абе вика тој време е прошло, знаеш да идемо напред ово оно, да идемо напред, али тие што се луѓе работале назад, треба во сваку прилику да ги споминеме како пример како се градија спорт. Туја у Соколану средни школе, економска, занатлиска и техничка беа свите горе. На куп. Они нема спасало Сега ќе ми кажеш некоја анегдоту за татките. Ајде, и нема салу за физичко. И сега тој да ти каже колку се Божо борија и тој му е било да биде све како што треба. И сега иде физичко у Соколану. Доваѓа у економску професорка Буба, у занатлиску професор Нини Ларевски и после njega и Жико исто покојни Спасич. Крстевски. Не, А, Спасич. Спасич на- Жико Крстевски у техничко беше. Да. Професор. Спасич почина сега пред. Почина сега брзо. И доваѓаш се, идеш на физичко, ученици тамо, патике на ноге, ово, и Божо на врата застане. Надвор. Од 35 ученика, двојица само улегне внутру в салу. Дојде Нини, што е работа или Буба? Што е работа? Нема, с патике на ноге. Не бе, патике у кесичи. Значи, ти доваѓаш надвор, внутра, прашина, кало, да се у нас, не бива. И они два ученика решта неоправдани и Божо многу ги е. Не попушта. Не попушта. Реци. Друго, рукомет обично у неделју се игра со утакмици. И рукомет имало Ево ќе покажем мушка екипа, пази, мушка екипа прва играше у Македонску лигу, мушка екипа друга играсва у другу Македонску лигу. Ево, Соколану. И сега од Сабајле тој се све спреми, тамо среди се голови, мрежи, а обично знаеш порано кога ќе видесва овие малски деца, овој мрежу на голови, ајде фудбал, нема тој, значи од Сабајле се све спремни, саком паком све од делегатски сто тамо до мреже, до стативе, све саком паком подредено и нема шансе никој да улегне друг у овој. Да улегне некој да игра фудбал или овој, нема теорија, док не се заврши, пошто и тој рукомет и првенства со тие биле, значи неделја дојде од 9 сат почиње се утакмица до 1 сат. Значи Куманово прва екипа, Куманово друга екипа, жене, па чак што више 2 сезони игра и Романовци имаше екипа и тој беше дерби, знаеш какво Куманово Романовци рукомет. Ќор, тамо ги водеше. Еве слики од Соколану, од женски рукомет. Така и да... Али еве да спомнемо, ти памтиш, бие си дете, тие на незаборавни Карпашови турнири, тој е било празен за град. Значи, ја мислим дека Карпашови турнири су биле едни од најаки организирани, мислим, по квалитет у бившу овој. Ако се тој викаше као турнир на збратимени градови, меѓутоа од тие свите збратимени градови, тој су градски тамо клубови. Вартекс Вараждин, што ти ја знам, Трепчат, Панчево, Косовска, Митровица, Динамо Панчево екипа, свејши. Тој беа све екипе од овој. И тој беа страшни турнири. Значи, тој е... А Соколана препуна, викаш. Како? Препуна сал горе игралиште. Да, тој препуно, тој немаше секи има трибини некои тамо 4-5 реда. Тој немаше, тој беше такој една косина на едно земјиште и позади тамо овој, значи тој е било празник. Тоа е било празник, викам ти неделја дојде. И музика, вика, и големо другарство, контакти. Значи, тој све што е најголема заслуга за тој све е само на еднога човека, тоа е
на пецата Илијаско, Значи, он беше председател и на рукометни клубови, мислим, и на жени и на мужи. Негова заслуга е за све тој што, али тој су биле незаборавни турнири. Незаборавни, 74-то, 75-то, 76-то, мислам дека и 77-то беше и после се прекина. Сега да откриемо нови ексклузивни информации за гледачи на ТВ+. Имamo видео снимке од Соколану, најдемо, мислим, обезбеди, од 59 до 69, 17 минута видео снимке у Кошарку и у едни наредни емисии на ТВ+, ки ги презентирамо, тие видео снимке стари преко 60 години, кои што се гледа Соколана, пуна публика, и тоа е сашто на некој начин богата архива за град Куманово. Од зимски турнири, Значи, видео снимке. Куманово е спортски град. Граѓани на Куманово разбира спорт. Знае спорт и сака го спорт. Значи, од време, не само од сега. Значи, дали су биле зимски турнири? Ја ти кажам, дали су биле тие зимски турнири? Кошар. Дали е било рукомет, карпушијади и првенства? Дали е било бокс? Значи, бокс, зимни период, прва лига, нема сала друга и тој се боксира. Тоа е било пуна сала. Значи, од балкон до тамо бина, около бину. Тоа е, значи, у било кој спорт. Ја се сеќам, имаше едну годину републичко првенство у гимнастику. Пази, со гимнастика немаш ти целата тај сала се намести обично за прескок и за партер. Треба, нели, подугачко тој Вратило беше. Не, вратило е статично на едно место, али ово е малку прескок, треба трчање. Да, тоа е рипаш партер, тамо, се вика, да. партер, ето го. Значи, публика, пуна, около. Пази, гимнастика. Пуна сала публика, пун балкон, пуна бина. Острано испод балкон тамо беше, тој све пуно у гимнастика, зависи други овие спортови. Пошто све спортови су биле тоа време. Од карате, па едно време имаше и овие бодибилдинг клубови. Да, и рвање имаше. Рвање е било многу јако Да. рвање. Значи, јак састав, Величковиќ Пајо е бија добар, па Дуле Жика, Јовановиќ. Дуле, Жико, па Гоце, значи Изваредна екипа е било. Јоцор Вац. Значи, тој екипу су имали изваредно овој у рвање. Велосипедисти тренира спредно време, викам ти тамо. Зимно време они тренира статични, на бину ги статични тија дадев тија овој. Еве да го покажеме слику на твојата татка. Божо. Божо легенда. Он е бина е чувар у Соколану 64 година. 64 година. Дошја после Косту Соколанца, он е тој наследија тој. Како му изгледа еден радан ден на Божо, еве? Радан ден на Божу, значи Савајле се стане, иде тој у салу унутра, ако има, мислим, све се тој пребрише, све се дотера, све да е цаком паком. И, пошто вале су активности. Значи, викам ти, до 80 годину, од Савајле до вечер до 11, све су тој активности. Не може да се најде в термини кој куѓа да може. Пак едмесчари, они искочества, ослободества некој од голему салу термин, пошто има сва малу салу Да, доле. И коњи со схваталјке, вратило, разбој, моје сват све ги таму доле бева тија. Горе само користество за прескок и за овој, за партер. Значи, од Сабајле, викам ти, од 9-10 сат почињу активности до 10 на вечер. Не се сала затвара. И доаѓале со млади луѓи да спортуе. Викам ти, И мало е распоред на работу. распред на Морало работи, се тоа поштуе. е било Соколана, значи, останава и од културен аспект, значи културни настани што су биле после игранке,
петък, Игранке, суботу, неделя, чувени. игранке, чувени, Илинден, Шајто е највише покојни бија туја и с и с аутограм. Еве за илустрација ми ги покажемо на слику од дочек на Нову годину у Соколану 1950 година. Значи традиција си трае дочек на Нову годину забави у Соколану многу давно. Но, Оваа слика е пред 70 години. Али сега ще да спомнемо дека у Соколану се играле чувени утакмици у општинско лигу. значи, Тоа е било празник, да. Тој сагаше да се наврату како е било, колку е било ово. Значи, имаше една иницијатива од Општински кошаркашки савез, туја, градски, па се организира една општинска лига и тој беше празник таму. 80 тој беше 80 години и 85-та, 6-та, 7-та, 8-та година, општински лиге. Тој бева, значи, пуна сала. Пази, за општинску лигу кошарку. А првак идеше таму у тој регион, играше, така знам, Да, имаше еден регион, така сеќам се, Центари, да. Кик, Кумано, Да. ева такво игра со тие региони. Али, сега ме даде, па е тој, знае се, Куманово знае, спортски град е, овие луѓе знаега спорт. Јас сам играел општинску лигу таму за едну екипу и знам дека утакмица била среда четвртак на привечер и субота неделја преко цела. Соколана пуна, препуна. И доаѓале се многу народ да гледа утакмица. Знаеш, интересирало ги. Убава атмосфера е била, празник. После тој сагасва тој исто да го обнови негде 94-5 годину. Тој е тај слика што го ти држиш у овој, али едну годину само треа И прекинаси. и прекинаси. Али оваа екипа, може да кажемо, нема се најути други, една од најболи у историју на кошарку у Куманово, збориме за општински напревари. За општински направи, па Ова екипа Галино. тој прваци би намало тој. Ја ги чекав дека ти ги кажеш еднога по еднога. Значи тој е Прво е двојца Цуки, газде, Томче Цуки и покојни. Томче покојни. Тој е Горчо рукометар. Горан Миладиновски. Миладиновски, тој е Бране Маче, тој е Вуле, тој е Дане, сак работи куде мене у општину, тој е овој војно лице Стојановски. Ваце Стојановски. И у долен ред тој е ја, Коки, Моме Косиљак и Тоше Дуба. Тоше Думба. Тоа е таа екипа која стварно беше доминантна у тој време. Да не ги сви играчи кажуваме колку е бија извареден бек шутер. Моме Косиљак исто, Горан. Тие су тренирале овој кошарку. Да. Бране Маче. Да. Тоа е. Али ја бе сак да се врату. На некој начин Соколана на тебе ти ги отвара врата и ти починеш да тренираш кошарку. Соколана, Од Сабајле го взимаш топку и цел бежбаш. гледај, ја се имаја такву привилегију каде што сам могаја да бирам спорт. Значи, бија сам таленат за рукомет и за кошарку. Тој што ќе превага. Многу сам на татка ми сам аудирале да тренирам рукомет, пошто таква позиција ми е било и у кошарку. Знаеш, виртуоз плеймейкер. И сам бија страшен централни за рукомет. Тој по тие првенства, да, по тие првенства и сви вика дај го рукомет, дај го на Божо, ама ја некако превага. Ипак малку кошарка е поинтелигентен спорт. Така и тој превага и едно некото не мога, не сам завршија, останаја сам ради тој кошарку на средњу школу. Да. Ради тој. Значи, земеше ја, татко ме заклучи, тој беше една од анегдота, заклучи ме таму, собу не ме пушта. Значи, ја од Савајле, чим го виду тропне, лупа топка таму, одма, каква книга, тој фрљу книгу и готово. И сега, доваѓам, чуј топка лупа таму, у паркет, бам. Заклучени врата, а имаше таму, кој што седе сме, тој прозор не беше многу висок. Ќе да објаснимо тој кој е овој кош десно,
кош десно Просторија тие се биле врата, таму да. у чело, Да, така е. тие врата, двособен стан таму имаш и туј седе. Да. Преку прозор, рипање преку прозор, иду преку рукомечашко игралиште скрос около и улазнам у салу и виду сега, знаеш, и сега доаѓа туја, значи во кој баскети си играл во, и јас сега сакне да кажују да оноду, меѓутоа никој не могаја да ме надмаша, да ме победи таму у овој. Да. И сега он дојде, нема заклучено, и дојде секи, не може да се пред луѓе, знаеш да ме оноди, и он негова дика, гледал ја, бре, гледај дете што прави. Али после тој заврши се утакмици и одма пегба биде, знаеш. Два шамара васпитни, овој немој друг пут тако да правиш. Ама ја немој, ама чим го чуju топку, одма Да, Боже Да. бие строг, али е правичен. да, и одма до ноду. Тако да Еве го ова негова слика од млади дани, од таткави. да, тој сме на неку таму свадба, јас, сестра ми и доле Божо и Добринка. Значи Добринка му е била на Божо десна рука. Помагала ли му она околу Ако Соколану не, се? Па не може он сам. Да. Значи она му е била десна рука. Она нигде не е работала. И с njega туј, значи дојде све игранки, гардероба, тамо треба да се, знаеш, концерти овие што се биле, значи тој све гардероба и тие други работи што се биле продавање сокови, оно, значи све е било преку овој. Али у Ми тоа сме време помагали. претседник на ДД Партизан е бија Чуни Јако Станковиќ. Па и он го запосли. Он ге викае. Он га викае и он га запусти, так беше спортско друштво ДТО Партизан Куманово. И там га запусти. Секретар беше после овој, сега спомна, Мечка Звонко. И док не отиде, ДТО Партизан док не се растори и да отиде да го преземе Росрот. Тако е. Тој негде во 80-ту ли беше, тако нешто, 80-ту годину, док не отидела под Росрот. И после Росрот зима, али таки сви објекти беа у исправно стање. Од базен у Проевце до стрелиште на овој. А секој тој нема ништо. Тоа е едно руло сега. За жал, транзиција За жал. ги изеде тие објекти. Многу интересно у Куманово, 80-ти години кога се пушта сала, кошарка многу иде с голему брзину се развива, прави се на моќна екипа на Куманово у кошарку, у Републичку лигу доминирате и улазате у прву Б Југославенску лигу. Значи, ја, мои почетоци, кошаркашки, су Соколану с некој 7-8 Кажи ми, кој ти е бија прв тренер у Соколану? Кој ти учи најше кошарку? Прв тренер мене ми е бија Коле Оджа. Што живи у Маневски, Нов Зеланд, Никола Никола Маневски, да. Значи, тоа е било кратак период, некој 5-6 месеца. И после, презимане покојни Мице Ивановски, значи, тај генерација има едну страшну генерација, пази, али од тој генерација не може сви да биде кошаркари. Значи, тој генерација испадамо ја, Кире покојни на Страшов брат, Да. и Сашо Младенов, исто покојни, од тој генерација. Сега, браќа Соларци, Зоран и Сашо, да. Зоран и Сашо, Даштевски, на Дашто син, Да. Александар, беше у тој генерација, знаеш. Значи, горе од 63 до 65 тај генерација, мислим, тија овој бемо. И сега од Митровица и Томич, Сашо Томич. Сашо Томич, оноде, да не го забраво njega. Али тој бе негде околу 30 деца беа туја. Значи, по тија сви тие категории проваѓаме и сега ми доваѓа еден, така играмо прва Б лига, единствена прва Б лига, тоа е како се рамна на Аба лигу. Тоа Саше полемизирамо, с пуно луѓе кога ќе седну на стол, викам, тај прва Б лига е како Аба лига, бе вика не е могуќе, бе. Многу е била јака Јас ќе лига. ти докажу Да. дека е могуќе. Значи, у тој време прва Б лига, таа единствена беше у ранг осек на Аба лигу 1, не на 2. Значи, Аба лига 1. С такви екипи. Значи, ти
Јрко си знаемо кој е, Шолма знаемо кој е, Тврди знаемо кој е, Крстовови знаемо кој е. Тој су Југопластика. Тие су доваѓале овдек су играле. Кецуеви знаемо кој е, Почек знаемо кој е. Среќко Јарич Раднички. Не. Од ИМТ, пардон. Тие су биле све у Металац Ваљево. Среќко Јарич знаемо кој е. Легенда. Што ги спомнамо преска Раднички ЛМК, так бева ФОП, после ФОП биднава Раднички ЛМК. С Миловановиќа, с Лучуровиќа, с Стојковиќа. Знаемо кои су. С Шариќа што играше после Драгиша Шариќа, Партизана, покојне и он. Да не го забравимо еден тим, еве, јас сам бие како дете, гледав сам утакмице, имаше една екипа од Бар Сучевиќ, имаше еден... Не, тој беше Приморје од Херцег Нови. Приморје Херцег Нови, да. Значи, Приморје Херцег Нови, а од Бар имаше страшна екипа Морнар Бар. Значи, они играва едну годину беа прваци у прву Б и играва следеќу годину, ама само едну годину играва. Има све едну страшну поставу с Михајло Павичевиќ на двојку, а негов роѓен брат, се што е директор на И тренер на Морнара. И тренер на Морнар на плеја. Има со две крила Томашевиќ, после играше и у МЗТ. И Павловиќ на Павловиќа, на Сашо Павловиќа, таа страшен центар. Значи има се едно петорку кој што беа... Да не го забравимо, Саше, таа екипа, мене су ми кажувале, Слобода Ужице, најтешко за играње таму. Најтешко за играње. Али изваредна екипа. Тамо смо, значи, они има сва, пази, има сва... Тамо играше Зечевиќ, играше Шарич, играше Марич, Славејко Марич. Значи, Зечевиќ после од Шибенку тамо отиде. Значи, друго да не забравимо едну екипу у Слобода Тузла. Слобода Тузла, кад испадала дека с Митровиќа, с Ѓокиќа. Значи, тој... Фантастична екипа. Па Слога Краљево. Да. Слога Краљево, значи, па Желјо Чачак. Значи, тој су... Неверојатна конкуренција била. Значи, тој... Али свако утакмица у Куманово у сало е било празник за луѓе. Сеќам се, утакмице су биле све у суботу у 7 навечер. 7 навечер. Јас сега ти кажам, ми, да га тој, знаеш кој сум прилил, значи, тој е било празник. Тој немаше тега овие навијачки групе, Кумани. Кумани искочива негде 92 година, кад би наш Евро, тек се негде формираа 91-92 као група. 7000 публика, значи сви су биле Кумани. Збору, ми кад сме играле кошер. Југва, 7000 души, тој се навива и тој... А памтиш си дека горе најбатар навијачи бија на Данета брат Зубац, што е судија. Зубац земеше Тупани, ајде Куманово, Чука. Тај притисак да га... Значи ми... Што се ствараше од само еуфорија. Значи, у град, има смо водестване у овој. Значи, бега смо у карантину Кубу, днто пред утакмицу и пред утакмицу дојде од Кубу директно доаѓа смо на овој. Тој такъв беше празник, али и друга, и самата организација на овој, у клуб беше. Значи, знаеше се управа што е управа, знае што е стручна комисија. Значи, тие стручна комисија била све компетентни луѓе, кои решава сва у разговор с тренера кои играчи треба ни, како ни треба, што ни треба, на кои позиции ни треба. А тие управен одбор, знае се тие зашто су, тие треба да донесе паре само. Ми смо, значи, имале, ја у моје време, значи, 3 спонзора смо имале, док сам ја тие 12 години. Маја, тоа е и било Искра, тоа е било Агро Кумано и тоа е било Кумано свига с Мамачик, тој Ланг, он финансираше преко овој фест. Ева оваа слика, Саше, да го прокоментираме кога доаѓа Агро Куманово. Знаеме дека Агро Куманово тој време е било страшна фирма, многу големи плате, предводена од чувенога Лалета, да го спомнеме, Бог да го прости. Изузетно квалитетни спонзори, ти ги спомна, Агро Куманово е еден од нив. Еве го оваа екипа
која е била 86 година, многу јака и многу добри резултати мала. Овдека на овој фали, Предводена од Рацета Георгиевскога. значи овдека фали само Јоловиќ, Будимир. Ајде ги кажеме дека кои се на слику. Па еве горе навете тренер Рацет, до njega е Антон Просеник, па до Просеника е туја да виду Трендерски исто Кумановац, па Стефановски Кумановац, па покојни Сашо Младенов, па Бане Јовановски, па до njega е Роđенков, па Бејатовиќ и у долен ред Страшо, брат му Киро, ја и овие две јуниорчиња. Да, изваредна екипа. Агро Куманово во тој време многу пари дало за кошарку. Да. И имале сте сви услови да бидете добра екипа, да правите резултати, затоа што сви су биле задоволни. Знаеш што? Значи, резултати иде од саму организација. Кој беше тега управо? Лале даде пари? Така управо бела, значи Лале главан спонзор, Да. беше Пеци Илиевски исто, од рукомет поседе у кошар. Меѓутоа, самата организација што ми, Раце бие професионален тренер. Чкалје бие професионален секретар. С плату таму. Значи, друго е кад туја, од тој страна смо мислу дека е тега било по професионално се работало. Ми, ја едну анегдота, еден пут испадаме од прву Б лигу. Решено, утакмици испадаме од прву Б лигу и сега идемо, треба да го стоиме у Белград, да играмо со СМТ. Кад идемо, обично иде ден или два дена пред утакмицу. Тамо, на ден на утакмицу, автобус, сигурно. Тако и ми си ги давамо коментари, знаеш меѓу нас. Абе, више, кој ќе троши паре за нас? Нели? Испадам од лигу, пази, ќе треба да играш у другу лигу, се ќе троши некој паре за нас. Нема на ден на утакмицу? Не. Професионализам тој се гледа. Значи, ми испадаш од лигу, идемо дънто унапред, спиемо у Југославија. Сместени. Без разлike, тој се гледало овој. Путували се с автобус, с воз, со што е? С автобус, воз, авиони, у оној единствена, знаеш, до Јану, Сплит, Риека, Кварнер. Да, имаше Слован екипа, Загреб, Слован Јубјана, да. Беше, да. Тој авиони су овде. И тој ти викам, од тој страну гледам дека малку е по-било мислу дека може да грешам, али тоа е моје мислење. Дека е било по-професионално воден. Значи, паре не е као сега плате. Плате што зимасмо, плате така што мен немаше договори, него плате месечни, што ти ја знам од тренинг. Колку тренинг? Тоа наше кој е било одредени кошаркари, така што викаш не е мало пари, него ќе да заposlimo така удржавно и пуно играчи остане, кој се запосли на едно место, кој на друго, али работу су ти нудиле. Не, работу су ти го нудиле и имале смо, рецимо, големи Големи премија, да. Еве, сега да ти спореду, значи ја имаш тега, имаш хранарину, имаш премија, али премија ги 50% зима смо у тековни месец, а 50% на куп ако се оствари цилј. Значи цилј дали е обично, наш цилј е бија увек опстанак у прву Б лигу. Да. А прво место е било у другу лигу, смо газиле тамо, мелјале. И сега јас с тие премије 50% што ги зима на куп, тамо после сезону, ја направи свадба од 8 човека у Соколано. Значи, може Чека, 800 човека свадба. Да, може да замислиш, пуна сала. Значи, може да замислиш колку су биле платени тие. Да. Татко ми не ми е овој. Значи, тој за снашко да треба тие све. И музика. Да, музика, два оркестра од трубачи тој. Од Врањско бање. Да. И толку такаве, али редовно, јаки спонзори, редовно се тој исплаќа, редовно се проводи, све.
Куманово дугачко време играл прво Б Југославенско лигу. Пак ќе каже голем празник за кошарку за град Куманово, али ти како млад спортиста, како млад кошаркар, како се осеќаја пред сваку утакмицу, имае си позитивну енергiju? Сега ќе ти кажу нешто што не сам да можда на мои деца кога ги тренираше таму у школу, ги збореше, тој, знаеш, оној. Игра смо средни школе тој меѓу у Соколану. Ја другу годину техничка школа, другу годину, нема некој, знаеш. Овие сви други што тренирав, тие генерацијски што ги кажа Преска, Соварци, Кирово, оној, по економску, по гимназију. Ја сам, едини ја и 4 додавача. Ама доваѓа седи, Рацо имаше таму до тие врата каде ми се седе смо, може му изнесе столчута и ќош и гледа како поноди свеќ. И ја полуфинале играмо тамо 4, овој полуфинале ми гимназија и финале с овој. И сега нормално ја 20 разлику тепамо гимназија. Томи, трендерски, Кумашин, мој. А ти кој се чеу? Ја у техничко. У техничко. Ја у техничко, додавачи, тој Боби што го има тој на слику, Конго, Буѓо. Конго сега што е газда на Водомонт. Да, Буѓо га вика Кумановец. И доваѓа, значи малте не 4 додавача. Ама ја не може да оману таму у овој. Тепамо 20 разлику и у финале играмо свој. Финале полувреме 15 разлика, на крај не те пала нормално. Која е била таа екипа техничка? Буѓо го спомна, ти? Ја, Буѓо, овој овдека Боби, што е Калимеро, газда. Боби, да, у центрашно има кафич, добро. Попче, брат му. Саше Попче. Саше. Он е бија добар плеймейкер. Толку. Оној колку овој. Ама има смо еднога болнога професора Јанета и мислам дека и он е покојан. Јанета, знаеш играта? Не сум чуo дека е покојан, можда. Тако е ми кажава, можда и не е. И 15 разлика против економско финале, на другу страну Буба, и они нормално ја утакмица по утакмица и тепавме 3 разлика. Друго по време. И сега он тие предаде утакмицата, ово, оној, и не збори с мене, не збори. Местиме тамо каде Шандора математику. Не е тоа битно и како како ни го усумњу, дојде Буба и ме вика за републички програма у тој, знаеш, порано се прави со тие фалци тамо, да играм за економско. Да. И ми биднуемо тамо, овој други у Велес бемо, не у Приле бемо на тој републички и, знаеш, затоа ли ја продаде утакмицата своја. Муаве. И тога, тек му каже Рацо на татка ми, слушај, Сашо, како игра, у суботу го пуштам прво посто. Ја 80, 81 и 81, 80 годину, тој годину и пола сезону беше у екипу како туристички дел. Знаеш, 11-12 играч таму седиш на клопу. Али тоа е многу битно. Знаеш, осетиш атмосфера. И кажи му на Божу, сака кој играе, у суботу го пуштам у прво посто. А ми у суботу треба да играмо с Војводину Нови Сад. Нови Сад, да. Имаше еден играч Мавренски од Војводину. Он после. После, али... Тој Пап имаше на Пап, страшен добар играч, да. Војводина е јака, како главно. Леле, татко ми кажуе тој. Значи, тој негде тие утакмици си играва среду четвртак и он до суботу, какво спање, како има краđe, што ќе, знаеш, 15 години бе. Да. 16 години се имаја куде овој. Мамо. Пуштаме Рацо. Загреju се. Пуштаме у прво постав. Руке не ги осеќаш човек. Пас, десно. Сече се топка. Контра. Ајде. Значи, од тебе позиција куде што главан шраф у машинерiju.
пас лево, сече се топка, контра, 4-0. Одма слушаш тамо од публику, вади га бе, после ги на пцување, вади га бе, да му е овој. И ја гледам одма на кој тренера. Играј! Тој е било моје предимство и он за тој сам биднаја тој куде што сам овде. Ali sad Да ќе те играм ли? прашам, Да играм. И ја нема више додавање пас лево, пас десно, улаз право, тамо дизам се горе на мене играч, ја додавање позади главу на Тонита Просеника. И више све се пушта од тебе. И тој ми може да забравил, тој прва утакмица деби против Војводина од Еко Нови Сад, 4 коша мои. 4 коша с некој 8 асистенции. Пошто не сум бијаковш гитар. a zadovoljstvo je bilo pred puni tribine, inspiracija. Значи, мене ми е било задоволство да дадо некој додавање, такој, знаеш, позади. Јас сум 4, 6 коша, 8 коша, толку сам даваја. Не сам даваја, меѓутим, 10, 12, 13 асистенција, тој ќе иде. Prva petorka na Kumanovo, od toga Jedino utakmica što znam ovdeka, jedan put даде 25, ја не знам кој се ми даде, тие проти Зорко Шабац, играмо 25 коша даде, и тој они беа гром, јаки како гром. Так, тој годину легнамо у Evo da spomenemo prvu petorku koja je igrala sa godine u Kumanovu prvu Belivu. Straše playmaker, Džana, Prosenik. После се менјава Бејатовиќ, па имаш jedan Јовановиќ од Ниш, па Антич. Знаеш и ја у моју тој време, значи, увек имало у 12, 6, ја Просеника не сам го рачунаја странца. Он е тој био на службу. Ја од Соколано јас дете кад сам био не играе кошер. И после до крај на кариеру тој го заврши у Кумано. Роđенков исто. Значи, они су биле тој на службу, не ги рачунам странци. Значи, ми смо зимале странци кои смо били дефицитарни. Значи, едно време беше Радосављевиќ. Так, Da. Радосављевиќ беше кој нас. Збору јакат беше у Кумано. Радосављевиќ центарска позиција. Буду Јовоvić остави трак. Антич доведемо едно крило добро, после отиде у Скопје, у МЗТ, од куде нас. Имаш jedan Јовановиќ од Ниш на центар. Јовановиќ од Ниш, Рово се на петица, значи такви сме вали, али увек имало Кумановци. Што за разлику сега од задњи 15 години ти не можеш да видиш Кумановца, па чак и на клупу да седи како 12 играч. Еве сега седи на Ѓорѓина Шулца, како 12 играч. Ali ta ekipa, zasluge za uspesi na tu ekipu, u ovoj priliku mora spomnemo i na trenera Racita Ѓорѓиевскога, кој с вас се работае дугачко време и имате одлични резултати. Ја сам имаја тој привилегију каде njega што он не гураја у ватру, што се вика. Значи, подршку сам имаја од постари, од Жану посебно, кај ќе беше у игру, кај сам био игру, Джана посебно ми ме даваја подршку на свите утакмице. Јас сам делија тамо, со Страшу смо делиле минутажу на тој позицију. После едно годину кога дојде Кафе, беше 2 години куде нас, знаеш, на збору на тој плеймейкерску позицију, значи имаја сам подршку. Рацо тренира, имаја сам и могуќност, бија сум у предимство што он тренираше с мене индивидуално. Значи, ја не работеше, нигде од Сабаља отиду на тренинг по 2 сата. Индивидуално. Тој тамо што го работи, после се врату дома, у Соколано и тој га... Допунски, да. Допунски сам. Значи, нешто ако виду некој потез, док не га научу, ја овој не ни легнуеше у Соколано. Кај ќе виду некој потез тамо, што го прави обично тага. Дражен Петровиќ имаше некои тија под ноге, позади, промене. Знаеш, абе, док не научиш, тој не легнују. Ali сакам овој прилику на слику да покажемо, кад си био војско, служија си ЈНА тој време с... Малку постар отиде у војску и отиде у спортску чето. Беше у војску, у Беорат, у спортску чето. Легендарнога Звонимира Бобана. Да. Еве га Звонимир Бобан, светска класа во фудбал. Да. Они, значи, Звоне Бобан беше с мене у Спаволну,
Младеновиќ Бимба у Раднички Ниш, после прави кариера тамо по Шпанију, по Белгију. Василиевиќ Маза, Да, бек. бек на У Звезду после беше. Звезду. Пред у март се скинава, значи снима од август до март беше Кајтас, Туце, бела и они Да. тамо, али они мартовска класа беа. Овие су све биле овој јунска Сејат класа. Кајтас, тој беше десно крило, да, добар играч. Значи тој беше и оној Павловиќ, тој беше капитен на чилијанску репрезентацију у Желју Сараево играш. Да. И тој беше спортска чета таму. Јас с нима имаше уште еден ватерполиста од овој и Радоњиќ од кошаркаш од Слободу Диту. Таму. И користе смо га тие привилегија. Значи иде смо с нима на тренинг, онодуе смо кога ќе има некој физичку припрему, овој користе смо салу. Значи моје смо све што пожелиш таму да користи. Значи од базени до теретане до овој. И доста активен беше, знаеш, у војску, не се осети после одека кога дојде, не одиш годину дена паузу, не се осеќа. Звоне Бобан би научиле правак, после и доваѓа у војску. После И- доваѓа у војску, невероватен тип. Другарчина, Дали с невероватен. него имаш контакт Значи, сега? Не. Годину дена док не отиде у Италију, има смо контакти док беше туј, али сега да кажам, другарчина невидена. Сви беа зачудени на негов однос и гесто направи тој Максимир кад беше тој тепање Звезда и овој, онај, тој Маја Гери, онај, знаеш, и денеска се Да. врти по овој. Али, тој е тој. 90 годину, 91 година у Куманово доживува турбуленција. Да. Значи, Опиши ни га тој период. Куманово ги, значи, доваѓа онај Вишел и иде и Ланки иде и доваѓа нова гарнитура на управу. Джана остануе од активно играње и биднуе тренер. Доваѓа нова управа начело с Мирета Ангеловскога и преседател овој Раде од Царино. Раде. Коле исто оđа беше тој управу. Бане и сега се прави една екипа каде што остануваме ми, ја и Страшо и Трендевски од тој такој. Оно друго се се млади деца. Значи Димковски, Диме Димитриевиќ, Коска так доваѓа на Трајановиќ, да. Трајановиќ, он малтени у стари години дојде да игра кошарку, не. И тој так се прави таа екипа. Таа екипа игра македонску лигу, значи ја многу тешко га проживеа онај распад. Значи мислеше дека никад нема да се растури овој, јас сум југо носталгичен малку. И мислеше дека никад нема да се растури овој. Иначе сам ја останае да играм во македонску лигу. Ја би може да играе до 40 години кусур, како Будо до 45 години, мој цимер, овој, што игра, и не знам куде би ми бие крај. Значи, у тој време плеймејкери немаше у овој. И Врбица Стефанов па не беше... Еве оваа екипа да го спомнемо, одека гледам го Шулца, Тоа е екипа 92 година. кога играмо 92 годину с Партизан. Значи доаѓа Партизан овдека, пошто Игор Михајловски иде у Партизана и тој ги беше една обавеза да изигра една утакмица с нас. И тоа е таа екипа. Доле Страшо, Дремчо Димковски, ја, Роđо и Диме Димитриевиќ. Горе Шулц, Коска, Милан Сотировски, Јововиќ, Трендевски и Стефановски. Да. Да. Овој треба да се покаже Саше, да не го забравиме овој податак. Ти ќе ни кажеш зашто се работи овдека. Значи, Еден рекорд. тој е рекорд кој што још не е оборен, ја мислам дека нема да се обори. 80 кад испаднаме од прву Б лигу директно у македонску лигу так се испадаше, немаше друга Дали лига. тој беше 87 година? 86 година. 86, да. И тој годину играмо, сви остануваме на окуп, овие,
ali plus dovaѓа и Буштур. Покојни Буштур. Покојни Буштур каде нас. И тој е те рекорд тој година што сме имали 26-0. Имамо скор. Македонску лигу тој никој не го е направија. Нема, ја мислим дека нема ни да го направи. Ова е. Тој е тој еден рекорд каде што Сакам те прашам да не ми избега што вика Кумановци од главу. Голем празник на град Куманово, голем доживљај, голема еуфорија беше кога се наша спортска сала, наша Леподица пушти у употребу. Тој народ река луѓи доле и кога улегнава у салу вика у тој време една од најубави сали Југославија која се направи наша спортска сала. Да. Тој време тој забрави да ти го каже колку е било посетена кошарка и колку народ го е буквално сви спортови, али кошарка беше водеќи спорт. Да. Може да не ми замери други овој, али тако е било. Имаше у Кошаркашки савез на Југославија, на КСЈ, водеше се некоја евиденција у посетеност, ваѓаше, на утакмици. Знаеш, гледаност. Ми на домаќи терен, после друга екипа бемо од прва А и прва Б лига, значи друга екипа, соберено друга екипа најпосетен на утакмици има на домаќи терен. После Задар. Задар бие прв, Куманово е било друго. Да. Значи, Јазине, 5000, Неприкосновено. дали играле с Партизана или играле с Далвина, 5000, тоа е неприкосновено. Значи, ми исто сме биле овој. Задар чувени Поповиќ, Петрановиќ. Да. Страшна екипа. Страшна екипа, без далje, тој без Премса. Скроче. Без Премса. Су они биле екипа 80-ти години, куде што чак што више еден пут и Скал ги зимава на едну Цибону, узимава Да. Скал с Дражана Петровиќа Цибона, европски првак, и они ги тепа во овој. А так Влада Ѓуровиќ беше тренер у овој. Значи тој е значи податак куде што и денеска стои како најкошаркашки град у бивша Југославија. И у салу први пат доваѓа едно мало, да го кажемо, дете на водници, едно скромно со збуѓево косу. Сеќам се ја такој горе у Ќоше, куде што са брата, вика, дојде вика од Шибеник едно младо дете, 16 години, Дражен Петровиќ, вика, ќе биде голем играч. А он тако еден слаб, али тој се, још тк се чуи и се најави дека он ќе биде голем играч. Со Шибенку. Да. Он тога со Шибенку кога доаѓа не беше толку колку што после годину дена дојде с јуниорска репутација. И овдека играмо утакмици, Да. тренинг утакмици, две утакмици се снима, али веќе так беше стекнае некој име у Шибенку. Ние, мислим, Славнич кога беше у Шибеник, он га лансира, да не Да. кажу, овој. Мислим, Славник како играч, али на njega му даде тој. Легендарни Мока. Да. И он е био Соколано тој. У Соколано, мали, šta, знаеш, па зему рекет топку и ќе ми земе топку. Многу интересен. Дриблам со топку. Каде ќе ми земеш топку, човече. Да ти кажу право Имаше Слаше, една анекдоту, да ти кажу još за лично за мене. Златко Пејаковиќ, исто доваѓаше како Миките Евремовиќа, певач. певач, пуно на ова. И сако ни доваѓа од Сабајле дојдев на дънто на ова и тамо се мести тие инструменти, ова, и ја нормално, знаеш, малку шутирам на коши. И он доваѓа и гледаме тамо, ја не промашуј човек. И вечер на концерт, ја бина, како е бина, колку е било на метар и 20, знаеш го Соколано бина, ја одма застану на прв ред, туја, до бина. И он на сет концерт видиме мене. И вика, данас, кад сам дошол у Куманово, преподне, док сме тамо местили инструменти, играл сам баскет sa jednim malim klincem. Ali taj će da bude prava zvezda. Molio bi da ga pozdravite, znaš. Ja,
Доđi mali vamo, znaš, na mene. Ja sam sram... Sram je žljivo da го... Срам е да искочи на биме и ови од публику, знаеш, пошто сви ме туја Соколанска мала, сви ме знае, они ме воде сега го овија од Соколанско мало, Цеце, Дивац, браќа Дивци, Ѓоко Станов, овија сви како измеќарче ги беше на нива. Завршува твоја играчка кариера у Куманово и ти продолжуваш да работиш с млади категорија. Школа Михајловски, у Соколаново тренирате, многу деца пројдева покрај твои руке. Значи, многу деца пројдева покрај моје руки и многу деца на изведемо да покажемо волјата и слика. Мада овој за жално е што тие деца сек завршива по некои кафиќи да биде в конобар и овој што не наставива тамо куде што треба све да тоа е малку разговор за другу тему, другу прилику. Ти дај тврдиш дека Куманово има многу таленти за кошарка. Да. Само лоша политика у клуб ги уништи тие деца, што ти викам с 19 години да завршuje на негде по кафиќ, да биде конобар или у 20 години тренер да биде. Ало. Значи нема никаква логика. Кажи ми како го опишуваш те период еве кога си работеа у школа Михајловски. Знам дека пуно су деца работале тамо. Еве ги овија. Еве една цела тамо генерација од деца. Ово е куде е слика, но? Ово е у Сокобању на камп. Да. Значи посетуе смо кампови по овој, значи посебно за деца од тие 8 до 10 години. Пожелно е да посетуе кампови. Да, има и камп на Златибор исто. Зашто? Значи, он не може да научи кошарку за 10 или 15 дена. Не може ни за 3 месеца кошарка не се учи, да седи на камп. Меѓутоа, ако у камп, кога ќе отиде на камп, значи нешто како да ги бризгуе тамо некои следиши, знаеш, инекцију, да го засака повише кошарку. Значи, тамо се сретнуе с разни играчи, доаѓа промотери што су, па гледа га, па с нима има разговори, комуникацију, знаеш. Значи, тоа е и каде се враќаат деца од тие кампови, значи, дома су презадоволни и зима повише елан за работа, дека доаѓа поактивен на тренинг, сака да биде како тога тамо што бие тај, сваѓаш. Сакам да прашам нешто. Што е битно за едно дете, еве татко и мајка запишев да кажемо на 11 години, карикирам у кошарку. Што прво ви како тренери и сви треба дека дете учи у кошарку? Основни, први, базични работи кои треба да ги знае? Значи, прво, у кошарку се учи 3 основни работи. Тоа е водење на топку, кораци. Значи, тој се основни работи и додавање. 3 основни работи у кошарку. Без тие, не можеш ништо дале да можеш. А шут се работи со шут? Шут се работи. Ми рецимо, ми сме биле школа куде што никоја школа овие у град, за тие почетници деца од 7-8 години, сме имале посебни кошеви тамо за мини баскет, куде што не може тој дете сега од 8 години ти да го пуштиш да шутира на 3.05. Како ќе му биде тој од 8 години, замисли дете да земе топку, како избачај? Како ќе му биде? Како ќе го учите избачај да биде? Че има смо кошеви мали, па куде што знаеш избачај правилно да и како напредуе после мислим раска овој, тако и се пребацуе од мали и иде на големи. Мислиш точно дека у шут поголем процент е талент, помалку работа. Знаеш, што вика зглоб да работи. Тоа се учи. Ова е слика куде е Сокобању на исто? Тоа е слика од тренери што су од у Сокобању. Тоа су тренери од цело да. југу таму. Еве да покажемо
Сат и 10 минута зборимо, ќе мора да финиширамо. Тоа е слика од с Чедомира Витковца, промотер што беше на камп на Копоник. А тој што гледаш, тоа е... Ова е КК Михајловски. Да, КК Михајловски, јуниорска екипа. И ту е Дане, што го спомнаваме управо. Еве го КК Михајловски. Ој се чуваја во архивот, овој убава работа. Па, колку... Не, имае се многу повише, ама мој селење од Соколано у куќу горе, тој... Јас сум од 70 годину, ово е с Радка Јоксиќ. Да. Радко Јоксиќ, еден од оној стару плејаду на тренери од бивша Југославија, меѓу 5 тренера е од овој. Он е од генерација на Ацу Петро, Александра Николиќа, Ранка Жеравицу, тај. Да. Тај. Еве го па Радко Јоксиќ. Али ти си добие едно пофалницу за развој на кошарка у Куманово 2001 годину, кад беше онај јубилеј 50 години кошарка у Куманово. Еве се тие се некој да те награди с едно скромно благодарница, али твои заслуги за кошаркуса ту е. Значи, тој беше 2001 годину, председник беше Кирил Доцевски. Да. И тој беше убава манифестација. Да, убава, направива тие и монографија има, да. И едну книгу, каде што цела историја за кумановску кошарку е турена до 2001 годину во овој книгу. Убава книга, значи све од 46-то наамо како што. Еве да го покажеме книго. А исто и 2011-то 60 години кад имаше за развој на еве и тој ќе го покажеме. Спорт на кошарку у овој у Куманово. Направила едно убаво класификација на сви кои што су дале допринос кумановци за, значи, од уназад за тие 60 години. Сега овој зашто е битно? Зашто ga понесел да го кажа? Значи, после овој кад по години кој како искача и прима, и пред мене, знам, беше страшно прими во овој благодарницу, па искачам ја, и после мене искача Диме Димитриевиќ, после njega Игор Михайловски. И више тој се завршуе. Ја мислим дека од тога више никој нема, што и еве га се гледам ога сами. Значи, никој нема Кумановец кој дае некој допринос да кажеш еве га бе наше дете Кумановец. Што е малку и туе лоша политика. Ова е слика с нашиот градоначалника. Да, тоа е една слика на едно прослово од мое оделење што има смо кој што работи данашно, овој прилику би сакаја да ги поздравам сите таму колеги. И цела општина Куманово на чело од градоначалника. Посебно канцеларија број 3. Али Саше, значи, тоа е слика с мислу дека с еднога човека кој никој, само он се најде у коштас да пошто мене тој ме највише тој те боли. За Соколану да се нафати, тој кажа ќе го врату и ќе почнемо нешто да се и здравје Боже ќе се направи комплетно да биде музеј. Ја мислим дека да, више што пази. Знаеш како ја да сам знае дека во кој ќе отиде Соколана. Тоа е трагедија за градот. Куде овога у приватни руки. Знаеш ја кад ќе искочам од Соколано? Никад. Па кој мога е пред мене да го земе од Соколано? И сега Кумановци знаеш како вика горе. Вика горе, вика има радна акција Соколана 2021. Тој си га збори во град луѓе нон-стоп, среќни, радосни. Што ти кажу, голема еуфорија. Има бе и работи се, не само да се збори, него и дела покажува. Тој ќе биде спортски музеј, горе слike ќе има. Тој ќе биде многу посетено место. Унуци, дедоци, бабе, чичкоци, сви ќе доаѓаат горе и ќе кажува, еве ти ќе бидеш таму у тие, твој татко нормално. Радост и доживење за свако граѓање на Куманово. По моје гледање некако во кој сак, ја може да грешам, може да не. Прво и основно,
што треба да се направи, прво треба да се направи да се ново јавно предпријатие, по мене, кој ќе стопанисуе с тие спортски објекти. Као што е било, што кажати преска тој Росрат, да. Сви беа и стрелиште, и градски стадион, и спортска сала, и базен у Проевце, и Соколана, значи све е. Друго, кај се направи овај Соколана да се обнови, значи све туја, да остане музеј, на музеј ќе си остане Горе на балкон, да. Страну кај ќе одиш. Али како самата сала, сви мали спортови, значи карате, теквондо, акидо, макидо, тие што ги има мали спортови збору, што зафаќа места у други школе, у спортски сале, рецимо, каде што може тамо сви екипни спортови, дали од млади категории или од овој, али екипни спортови, рукомет, кошарка, овој, да се таму пребаци да добијат термини, и тие приватни школе, да добијат термини таму у тие школе, а овие сви мали спортови да се пребаци туе, гимнастика, значи све тој. Тој за нима не ги треба поголем простор од тај што е Соколана, за тие такви спорти. Ја може да кажам едно, значи, сви су, многу генерација су просто. Значи, биле вансеријски гимнастичари, вансеријски рукометаши, значи, кошаркаши, али тие иде еден период 5-10 години и он иде. Више завршуе му кариера, овој, по кој основ, знаеш, и старачка возраст или овој, или толку е, и нема га више. Доаѓав други, али ја ги тие други ги гледам како доваѓав, како се развивав, како биднуев спортисти, јас сум туја. И затоа сум ги многу јас многу увидив покојну рукометашицу. Значи, она е Јасе Голубовиќ. Значи, она у Соколану е играла рукомет. Значи, ми кад смо били у бар, она беше после се одаде у бар. Там се одаде муж ми некој морепловац тама, што ти ја знам беше. Свакој ден у бар. Она мене страшно, знаеш ли кој не е чувал? С други не е овој, али мене страшно, ја обавезно она работеше у чик продавницу, у бар таму имаше за ципеле, наша продавница Да. чик. И тамо не е чекала свакој ден у бар кад смо биле. Значи, генерација се може да наброи еден куп од сви овој спортови. Како су понадели. Рукомет, викам ти рукомет мужи, кога се имало рукомет, мужи Куманово имало едно, беше, они беа по едно-две утакмици дали ќе добија Романовци, али тоа е ипак малку као локално дерби се рачуна у македонско лигу. Романовци имаше екипу, овој, али овие бела така страшна генерација, има с Шерка, Чаво, што ти ја знам, Маце Ефремовски, Драги Црни, Да, Звонко голман. Да, Звонко голман с јачета. Мора да го финишираме Саше овој разговор. Овој прилику да кажеме дека денеска е еден голем јубилеј на еден клуб од бивши простори Раднички Београд кој слави 100 години. Денеска е голема свеченост, ќе присуствува и претседник на Србија, Дуди Ивковиќ ќе добие едно признање, али у тој прилику неформални разговори ќе го спомнеме наш град и наше руководство и ќе го спомнеме Соколано, затоа што Раднички у Соколано е бија с години с Чермака Стражњатовиќа. Ете една репутација и за наш град преко Соколано. Значи, Раднички Белорад, после Раднички ФОП и Раднички ЛМК е радовињен гост бија каде нас на сви турнири, Раднички и Звезда посебно. Свајш, и Црвена звезда. И Бора Чачак. И Бора Чачак, пошто и после Раци имаше еден однос док беше Жеравица од Звезду, па после Божо Маљковиќа и ми на припреме кад смо ишле по Копони, по оној таму увек се најде смо ние да игра смо с нима тренинг утакмице, па едно-две години у Гостивар, кад се пушта сала у овај секшто у Гостивар, викаване на турнир
нас, работнички гостивари Звезда беше. Значи, еден однос измеѓу тие два клуба со Кумано е од увек било традиционално добар однос, посебно со тие два клуба. Здравје Боже, кога ќе се направи Соколана, не сумњаме дека тој ќе се деси. Планирано е да дојде на свеченост исламничи и тие од раднички луѓе кои су не спомнале преко Соколано и тој да биде еден празник за град. Па тој ако можеш да направиш, значи ја капа доле. Да. Мислам дека ќе успееме да ги доведеме од тие луѓе и да биде тоа една голема фешта за наш град. Пуну подршка у тој. Да. Да се оствари тај. Само што во да ги спомнеме овие признанија са што си ги добија, па заедно ќе биде твое обраќање. Тоа се даде некои од тие турнири што смо овој освојувале по Србију, по има туја, ово е некој Поljsku, ово е од Поljsku таму, ово е треќо место таму. Да. Овој. И тоа е тој. Што ти даде на тебе спорт у живот, тој треба да го потенцираме и сега кажи во емисија, спорт на некој начин дава насоку на свакој човек у живот. Тебе спорт што ти даде? Прво мене спорт, самата кошарка и тај Соколана ми е дала име и презиме. Значи да стекне име и презиме у град и малку пошироко. Друго, на основ тој што сам бијан, што сам дае нешто за наш град. Кошарку, за наш град, доби тој за посување, тој работу, знаеш, како една награда за тој како што си дае нешто или допринос. И убаво е да се луѓе бави со спорт. Ја не знам се која млади генерација. Тоа ќе биде за питање на порука твоја лична до млади генерација. Значи млади генерација само може да кажем само да се бави со спорт. У здравом телу, здрав дух што вика в Србија. Види сега апел прво на родители ја имам. Значи без разлики дали ќе ga биде или нема да ga биде, од најрани години, 7-8 години, да ga усмери в дете да има некоја физичка активност. Морално да биде после 3-14 години, ќе види после дали ќе биде, ќе остане во спорт. Меѓутим, самата тај физичка активност на тој дете му дава, оформуе ga како сега деца од 7-8 години седне до компјутер, изгрбави се таму на тој столче и цел ден таму оноди. Нема активност, нема ово и после негово тело се, нели, рскавица тој. Како го формиш овој? Дали ќе биде спортиста после некој кошаркаш, рукометаш, фудбалер, било што, али мора да има некоја физичка активност. Да ги мане више од овој. Ептен ако треба нешто да оноди, не по цел ден ги оставljав деца на лаптопови, на компјутери, игра в игрице таму и што ти ја знам. Спорт е само спорт. Тој треба да работиме ми како држава многу поинтензивно и со појако темпо да ги деца изградиме здрави личности. Да. Саше Палти што беше гост, посакувате многу успех и ти си соколански ѓак што вика и посакувате многу успех на спортски план и у живот. Фала и на тебе што ме покани у емисију твоју, што е доста пуно гледана од наши граѓани. И мислам дека даде некој допринос посебно за Соколану, за некои работи кои што можда не бева кажани у претходни, знаеш, од тие културни настани. Така е. И тоа е тој. Фала ти још пут на покану, па ќе се видиме здравје Боже, кај ќе се реновира Соколана. Ја мислам дека ќе има едно 10.000 публика, можда и више. Ќе биде многу тесно, али ќе се снаоѓаме, ќе ги собираме луѓе. Само нека има. Само нека биде. Фала ти толку, поздрав од Кафе Бар Јард и се најбоље.